стратегија като се однесува на развојот на бизнисот во општина Битола, каде најмногу печаток ни оставија одредени испитувања и може би сега дори се развиваше оваа расправија, сфатив дека може би испитаниците кои се спомнат во стратегијата се токму тие кои ја правеле, па затоа има и толку позитивни изјави. Например, има прашање каква е генералната состојба во вашата фирма, односно бизнис. 50% кажале дека состојбата е малку подобра од предходните пред 3 години. Најверојатно се прашање само тие кои го изработувале тоа, бидејќи јас одговорно ви тврдам дека можеби вие не сте прошетале по оние луѓе кои работат бизнис уназад повеќе од 20 години, во време кога скоро се било обштествено и многу ретки биле приватниците и кажуваат дека никогаш не било полошо. Јас наистина се чудам на овој податок. И до душа сега, после оваа расправа, сватих дека можеби само тие луѓе се прашани. Можеби наистина пред 3 години му е подобар бизнисот. Не можам да ја кажам. Понатаму, процедуалната распределба на купувачите на вашите производи наменети за локален пазар се движи 1:3 во корист на локалното население. А тоа се должело поради големиот процент на туристи кои што ја посетувале Битола. Јас такво нешто гледам единствено во оние од соседна Грција, кои доаѓаат да пазарат тука во Битола и поради кои цените во нашите бакалчиња, продавници, бутици се кренати в небо за нашето локално население да не може да купи. Значи, тие се можеби тие туристи кои купуваат во општина Битола. Јас не верувам дека населението ова го има кажано. Значи, сметам дека таа група која што била испитувана не е одговорила онака како што е напишано. Не е таа истинската група прашана. И понатаму, дали работната сила одговара. Значи, тука имало недостаток само на некои профили кои требало да се дообразоват, односно контролори, механичари на текстилни машини, шивачки и така натаму. Ами, јас колку знам, половина Битола се магистри и доктори на науки не се работени, значи ние немаме шивачки во Битола. Знаете зашто? Бидејќи во Битола има само фирми кои што ги отвориле нашите соседи и кои што вработиле наши граѓани за минимална плата и се однесуваат кон нив како во робовладетелско општество. Тоа е моето мислење. И навистина сум запрепастена. И уште еден податок кој морам да го повторам, иако колегата Валенци минатата седмица го кажа, во делот на миграција од Битола се иселило само инвалидски.